Овој прес се свикам по повод така наречениот, морам да кажам, попис кој што се одвива моментално на територијата на нашата држава и податоците кои што ги изнесува Државниот завод за статистика и други државни органи кои што воопшто не соодветствуваат со реалноста. Значи вака, според наши сознанија кои што ги имаме однатре од наши луѓе инсайдери, претежно од ДЗС, значи пописот иде тешко, тие бројки кои што ги реферува оние денови се апсолутно смешни. Значи 4 дена апликацијата не работеше воопшто, дека стигнале до некоја бројка од 400.000 или сега видов и 500.000 е апсолутно невозможно. Колку се они сигурни во тој процес, најубаво ја илустрира реакцијата вчера, која што после само еден статус на левица мораше да излезат и заменик, како се вика, заменик министерот Нухил, излегува дури и МПЦ, излезе Апостол Симонски, па дури премиерот Заев мора да излезат, фактички да амортизираат ситуацијата. Значи, еве ќе ви кажам, тие податоци кои што излегуваат поврзани со базите не се менуваат, значи кога ќе уклучат попишувачите апликацијата, се појавуваат грешки во полот, во образованието, во јазикот, во религијата, кои што не може да се коригираат. Не знам дали јавноста знае, од денеска дури има и обука на дел од попишувачите кои што планираат подоцна да ги вклучат, значи како тоа во сред процес тие тераат и обука, значи ни обуката не им е завршена и државните инструктори, оние што се најглавните, веќе 3-4 дена не добиваат дневни извештаи, значи не добиваат дневни извештаи колку луѓе се попишани дневно, што значи не можат они никако да дојдат до таа бројка 400 или 500.000, затоа што тие дневни извештаи ги нема или ги добива само Апостол Симонски, неговиот заменик. Од наши сознанија во урбаните средини, посебно во Скопје, значи нашите дечки се пуштени на терен, луѓето во најголем дел одговараат на нашиот повик и значи не отвараат врата, додека во руралните средини попишувачите се бркани и од цели села. Значи ова ви ги кажувам информации до кои што имаме дојдено. Нашите, како што претходно истакнав, нашите членови се пуштени на терен и ние вршиме проценки всушност до каде иде неучеството и неотварањето врата. Кога ќе го надмине прагот кој што е по меѓународни стандарди, овој попис станува невалиден, така да ние сме многу близко до прагот, ќе имаме уште, ќе бидете навремено известени, ќе имаме уште други пресконференции додека овој хаос целиот трае. Накратко морам да истакнам улогата тука и на ДПМН како наводно најголема опозициона партија. Значи, ДПМН, за жал, се разоткри како еден најобични колаборатори на власта, наместо да го спречуваат овој срамен процес, они всушност одработуваат. 2 пати му пружаа рака, значи, за спас на Заев и тоа е првиот пат кога не му работеше апликацијата, кога беше хаос пред април и сега повторно со тие срамни повици за попишување во ситуација кога фактички Заев без нив немаше да може сето ова да го истрка. Значи, иако нашава држава после 30 години политичка незастапеност, така да кажам, значи луѓето не се апатични, не веруваат во ништо, ние цениме дека сега полека се будат, затоа што конечно имаат и политичка сила која што е спремна да застане позади нивните интереси и луѓето тоа мора да го сватат најсилно дека само заедно, само со реакција можеме вакви некои работи да спречиме. Едноставно не мора да си легнеме на брашното, не мора се да помине, мора да реагираме. Луѓето реагираат, така да ние мислиме дека овој процес набрзо ќе падне.